Колега Јовановски, повеќе очигледно е дека разрешувањето на господинот Зврлевски заради неговата непристрасна професионална работа и процесирањето на криминалите на челните лица на СДСМ длабоко ги вознемирува со можниот судски епилог од постапките што се водат против нив во моментов. Изборниот законник се крши. Јас пак ќе го цитирам членот 8а, за да биде јасно дека од денот на донесување на одлука за распишување на избори до завршување на изборот за председател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија, изборот на владата на Република Македонија согласно резултатот на изборите, како и од денот на донесување на одлуката за распишување на избори, па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советот на општините и на град Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни или јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Во дадениот случај, тоа е 6 август, кога се распишани локалните избори и треба да се трае до денот на завршувањето на изборите. И покрај тоа што целата постапка треба законски да запре и да продолжи по завршувањето на локалните избори, сите ние, цела јавност, сме сведоци на грубото кршење на законот, истиот закон кој што беше изгласан по барање на СДСМ. И сакал исто така да кажам, колега, во интерес на соживотот и на сите граѓани во Тетово, треба да се расчисти проблемот со депонијата. Во интерес на соживотот и на сите граѓани во Тетово, треба да се расчисти проблемот со порој и обештетувањето на граѓаните. Во интерес на сите граѓани во Тетово, без разлика на нивната национална и етничка припадност, треба доследно да се спроведува Охридскиот рамковен договор во Тетово и подеднакво да се почитува од сите. Во интерес на меѓусебниот и меѓуетничкиот соживот, во Тетово треба да се изгради, односно да се заврши капелата која што е започната да се гради. Во интерес на сите граѓани во Тетово е завршување на улицата Гоце Делчев. Сите овие работи кои што ги напоменувам и кои што треба да се дебатираат, вешто се избегнуваат, за да имаме меѓусебно разбирање, добрососедство, соживот, треба да има разбирање од сите страни. Треба на секого да му се излезе во пресред на барањата и потребите без да се прави на штета на другите. Односно, треба да се внимава на чувствата на сите.